За да се изведе луголовата проба, најпрво треба да се направи скробен раствор. Скробен раствор се прави на тој начин што се одмеруваат 12,5 грама на скроб за 1 литар дестилирана вода или 1,25 грама на скроб во 100 мл дестилирана вода. Потоа, овој раствор на скроб се загреба на пламен со постојано мешање, се додека растворот не стане бистар. По извесно време на мешање и загревање на скробниот раствор, забележуваме дека растворот се избиструва и станува побистар. Загреаниот раствор на скроб во дестилирана вода, кој веќе се избистрил, пред да го употребуваме во луголова проба, го ладиме. Ладењето се врши на тој начин што лабораториската чашка со раствор на скроб ја ставаме во друга поголема лабораториска чаша и постепено мешаме. Бидејќи ќе правиме паралелна луголова проба и со раствор на скроб и со раствор на сахароза, потребно е да ги обележиме епруветките во кои што ќе ставиме соодветно раствор на сахароза и раствор на скроб. Сега, во соодветните лабораториски чашки што се наоѓаат пред растворот за сахароза и пред луголовиот раствор, ставаме одредена количина на сахароза во едната чашка и одредена количина на луголов раствор во другата чашка, кои би биле потребни за да се изврши таа проба. За изведување на луголовата проба потребни ни се епрувети, означени соодветно за ставање на скробен раствор во едната и другата епрувета означена соодветно за ставање на сахарозен раствор во неа. Потоа потребно е скробен раствор, приготвен свеж, раствор на сахароза со лабораториска чашка за одлевање на растворот во неа и луголов раствор со лабораториска чашка за одлевање соодветна количина потребна за луголовата проба. Исто така потребно е да имаме и капалки со кои ќе одмеруваме известна количина во милилитри за да може да се одвива овој експеримент. Најпрво, во првата лабораториска чашка, што се наоѓа пред приготвениот сахарозен раствор, одлеваме известно количество на сахароза. Потоа, во втората лабораториска чаша, што се наоѓа пред луголовиот раствор, одлеваме известно количество на луголов раствор. Најпрво ја земаме првата епрувета, што е означена со скроб, а потоа ја земаме лабораториската чашка во која што има скробен раствор. Од скробниот раствор одмеруваме 3 милилитри со капалка.
И уште 1 милилитар. Значи најпрво 2 милилитри, сега уште 1 милилитар, за да има 3 милилитри. Сега ја земаме втората епрувета, која е означена со сахароза, и во неа од лабораториската чашка полна со раствор на сахароза, исто така додаваме 3 милилитри од раствор на сахароза. Ние направивме 2 епрувети во кои што додадовме соодветно по 3 милилитри раствор на скроп и раствор на сахароза, за да направиме паралелна луголова проба и да видиме во која епрувета луголовата реакција ќе биде позитивна, а во која негативна. Најпрво со капалка земаме известно количество на луголов раствор, и потоа во епруветата со скробен раствор ставаме неколку капки. Сега епруветата со скробен раствор и неколку капки на луголов раствор ја протресуваме. Гледаме дека скробниот раствор добива темно-сина боја, што е доказ за позитивна луголова реакција. Истата постапка ја повторуваме и со епруветата во која што има раствор на сахароза. И во оваа епрувета капнуваме неколку капки од луголовиот раствор. Пак ја протресуваме и оваа епрувета. Гледаме дека немаме добивање на темно-сина боја, што е доказ за негативна луголова реакција. Сега овие 2 епрувети на скробен раствор со луголов раствор и раствор од сахароза со луголов раствор ги ставаме во лабораториска чаша со загреана вода која почнува да врие. Целта ни е да ги загрееме овие 2 типа на раствори со луголов раствор и да видиме дали имаме промена во бојата. Како што започнуваат да се загреваат епруветите со скробен раствор и луголов реагенс и раствор на сахароза и луголов реагенс, гледаме дека имаме промена на бојата кај епруветите кај кои што имаме позитивна луголова реакција. Односно имаме промена на боја кај епруветите кои што имале скробен раствор и неколку капки од луголов раствор. Сега епруветите од чашата со вода што врие ги земаме и веднаш ги префрламе во чашата со ладна вода со цел да видиме дали повторно ќе се поврати сината боја кај епруветите со скробен раствор и луголов раствор. По одреден период гледаме дека имаме промена во бојата, односно гледаме дека бојата се враќа
Voi pruvetite со скробен раствор и луголов раствор